Денеска неколку информации во аспект на она што се случува како старт на летото. Имено, отпуштањето на ковид мерките, протоколите, олеснувањето на се она што се вели влез на островот со авионските и бродските линии сега дава својот резултат. Туристите на грна, а се случуваат многу интересни моменти токму оваа недела. Времето е пекол, иако денес, утре и делот задутре ќе биде малку поветровит, но оно што ве очекува е вистинското лето, кое стартува токму сега. Сите звезди гаснат, само една не. Ке стартувам со информацијата како да стигнете на островот. Значи, веќе не ви требаат маски, остануваат само задолжителни оние делови од протоколите како што се вакцини или ПСР тестови, но нема веќе никакви контроли, посебно ако доаѓате на летовите од Европска Унија во Малта. Практично немате Шенген контрола, немате пасошка контрола, значи дури немате ни проверка на ПСР тестовите и вакцините. Иако тоа е задолжително, например, ние како екипа сите го поминавме тој пат преку летови од Солун и пред да влезете во авион, тогаш ви ги бараат ПСР тестовите или вакцините, сертификатите за вакцинација. Кога ќе стигнете во Малта, немате ништо од тоа, евентуално има штик проба на неколку, одбираат 4-5 од авионот и едноставно ги тргаат настрана, за да може да ги проверат дали ги имаат оние потребни вакцински документи. Но, дури во авионите за Малта не треба да носите ни маска во авионот. И имено, тргнавме од Солун и на аеродромот во Грција се уште е задолжителна маската, во авионот исто така. Кога полета некаде на средината на летот, дури самите стюарди ги тргнаа маските и слетавме така. Ова чисто го кажувам пластично, да знаете какво олеснување во однос на се она што претходните години беше, во Малта веќе не постои. А она што е важно за периодов, за неделава што следи, ако планирате да дојдете во Малта, посебно од Македонија, кои што се најавија и летовите на Визер од Скопје дека ќе стартуваат. По неколкуте откажувања на некои 2, 3, 4 дена пред стартот на првиот лет од Скопје за Малта, нема никакво откажување, барем до сега. Тоа може да предпоставиме дека може да веруваме вистински за прв пат на информацијата дека летот на Визер ќе се воспостави. Тоа е фантастично. И тоа на 1 јуни. А што се случува на 1 јуни во Малта? Хаос. Зашто? Бидете тука. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started.
2, 1. Start. Тој хаос кој што спомнав во претходната најава е журката која 2 години поред беше одложувана, а функционираше нормално секоја година пред ковид протоколите или ајде да ги наречам ковид глупостите кои што на стартот беа навистина многу тешки и многу опасни, а веќе во овој момент можеме со сигурност да кажеме и да дефинираме дека се е тоа само бизнис и веќе се навикнавме на отпуштањето и на промените, односно враќањето во нормала во овој период. Lost and Found, журката која што се случува на територија Буџиба, Аура, Сен Пол и која што носи минимум 7000 влезници кои што се продаваат во Англија, практично англиски туристи во овие 3 дена од 1 до 4 јуни ќе бидат дел од овие журки што ќе бидат на таа територија. Значи, парти, забава буквално 4 дена, без прекин, со реномирани диџеи, ќе се случува токму овие денови. Тоа што значи? Само да напоменам дека 10% од влезниците само се продаваат во Малта, сите останати се распродадени веќе во Британија уште многу месеци претходно. Што тоа значи, како што реков? Тоа значи дека се ќе биде закрчено. Ќе има еден комплетен колапс на сообраќајот, на автобусите, на превозот и буквално ќе се случува хаос по улиците како и секогаш кога ја имаше оваа журка. Lost and Found. Ке има тука и немили ситуации, немили сцени, бидејќи доаѓа една друга гарнитура на партијанери која што не сме навикнати постојано да ја гледаме во Малта, а тоа се познати сегменти за кои што не сакам многу да зборувам. Ке прикажам можеби дел од тие моменти во некој од следните епизоди. Но, ова зошто го напоменав, ако доаѓате од Македонија токму во првиот лет кој што ќе се воспостави од Скопје до Малта, очекувајте дека ќе се најдете во средина, во центарот на ова збиднување. Lost and Found, журката која што пред ковид протоколите имав една анализа, например, ќе ви кажам оквирно, општината каде што се организира имаше билинг, значи обрт на средства, обрт на финанси само за овие 4 дена од 8 милиони евра. Значи се што е проидено низ фискални сметки, низ фискални каси, беше во висина од 8 милиони евра. Главната журка се одвиваше во Кафе Дел Мар локацијата и уште на неколку локации со, како што кажав, познати диџеи. Тоа е огромен буџет за Малта и затоа Малта некогаш и како обезбедување, и како безбедност, и како полиција, и како све, знае да прогледа низ прсти на овие партијанери кои што не спијат 4 дена. Журка. Затоа бидете подготвени на тоа ако доаѓате токму во овој период со првиот лет од Скопје до островот. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. За македонските места во овој дел од Медитеранот, практично нашава карпа, сум зборувал многу пати, ќе зборувам уште многу пати нанапред, а она што ќе се случува е отварањето на Brunch and Surf ресторанот повторно во издание на Гурмет, веќе го најавувам неколку пати и имав прилика да учествувам на тестирањето на дел од храната. Она што ќе се нуди како медитеранска храна, она што се нуди под печатот македонски до сега и она што од TripAdvisor беше прогласено за ресторан број 1 во најмонденското место на островот, овој пат во едно убаво перфектно издание. А како поминав тие 3-4 минути, погледнете го следниот прилог. Значи, тестираме да видиме што ќе има следно. Знаете како? Ојстер. Ова што го пробав е фантастично. Рокфелер ојстер, нешто што е врв до сега. А ова е нормално ојстер со 3 соса. Треба 3.
Атанас ми помага, ме подучува како треба стручно да се јаде вака исклучително квалитетна храна и ставам на крај третиот, така. И треба малце вели табаско. Значи ова како мен. И треба да го шмркнам ова одеднаш, така. Значи луѓе, внимавајте, ако останам жив, секој дека ќе уживам. Знаете кога ќе отворим? Наскоро. Пријавете се, чекајте ред. Браво, браво, браво. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Што беше аут и што беше ин во изминативе 7 дена. Наред е тоа. Фудбал немаме ни светско првенство, за жал, оваа година, ова лето, но ќе имаме оваа година, оваа зима. Малку ни се поместија работите, но за тоа повеќе ќе зборувам во следната епизода. Овдека само ќе го прескокнам делот каде можете спортски фудбалски активности да гледате во следниот период на островот.
никаде практично. Ќе направиме мала пауза, но затоа уживајте, а ако дојдете на островот со првиот лет од Македонија, се надевам дека ќе се сретнеме и дека убаво ќе си поминеме во еден разговор. Како ќе се чувствувате и што очекувате после отварањето на Македонија кон Малта. Бидете ми во добро здравје, ве очекувам. Се гледаме следната епизода. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.